Која животна вештина сакате вашето дете да ја има во свет кој што постојано се менува? Во клубот на родители заедно ги развиваме животните вештини што ќе бидат потребни на нашите деца, да души и на нас, во свет во кој што постојано се менува. Тие животни вештини ги развиваме преку три портали, и тоа како се чувствува, како размислува, како живее. Ако почнеме со тоа како се чувствува, за да може детето да не биде заробено во своите емоции, туку да има личен избор како ќе реагира, потребно е да ги развива своите емоционални вештини, како што е самосвесност, саморегулација, внатрешна мотивација, емпатија, социјални вештини. Со еден збор да работи на емоционалната интелигенција. И тука доаѓа нешто многу интересно. Многу луѓе мислат дека благодарноста е само емоција. Јас не мислам така. Благодарноста е секојдневна практика што ги развива токму овие вештини. Не прави посвесни за добрите работи и сопствените емоции. Ни помага полесно да се регулираме кога ќе се појават тешки емоции. Го насочува нашето внимание кон она што веќе го имаме и можеме, наместо кон она што ни недостига, и нормално работи на нашата внатрешна мотивација позитивно. Не поттикнува да ја препознаеме перспективата, трудот и чувствата на другите луѓе, тоест ја јакне нашата емпатија, гради повеќе доверба, обврзаност, соработка со другите луѓе, тоест ги расте нашите социјални вештини. Затоа благодарноста не ја гледам само како емоција, туку ја гледам како секојдневна практика што ги храни сите 5 компоненти на емоционалната интелигенција.